Здраво и добре дојдовте во најновото издание на емисијата Магазин. Тим на телевизија Мега присуствуваше на предновогодишната забава на Центарот за убавина и фитнес центарот Силуете во Битола, на која во кругот на своите клиенти ја прославија убавината, животот, здравието и дружењето кое што го имаат во овој центар. Деталите во продолжение. Благодарам што сте присутни ова вечер и што одлучивте заедно со нас да поминете ова вечер. Еве еден голем поздрав до вас, а најголем поздрав до Силуете. И да сакувам пријатна забава. Во кругот на своите клиенти, Центарот за убавина и фитнес центарот Силуете од Битола на предновогодишна забава ја прослави убавината, здравието, животот и меѓусебното дружење, кое го имаат во овој центар кој веќе 7 години успешно работи во Битола. Вработените велат дека навистина е гордост да се биде дел од центарот, затоа што покрај позитивната енергија и дружењето, пред се тие функционираат како едно големо семејство. Се собравме во голем број за да прославиме убавината, за да го прославиме здравието, за да го прославиме нашето дружење во Силуете преку целата година, така да окружиме, да ги сумираме резултатите, да се мотивираме за наредната 2017, да имаме се уште такво дружење, уште повеќе успеси и да докажеме дека жените никогаш не треба да се надпреваруваат една со друга, туку напротив треба да се поддржуваат ако сакаат да успеат во било што. Долгогодишното дружење помеѓу силуетките покажува дека вистинските жени не се надпреваруваат и не се туркаат една со друга. Тие се поддржуваат на патот кон своите соништа и на тој начин ги остваруваат своите цели. На овој начин функционира фитнес центарот Силуете во Битола, за кого клиентите велат дека им е како втор дом. Една од долгогодишните клиенти е и познатата македонска пеачка Анета Мицевска од група Молика, која вели дека чувството да се биде дел од ова семејство е прекрасно. Да ве поздравам сите гледачи на ова телевизија. Значи, за Силуете имам само пофални зборови. Јас сум одамна, веќе не знам колку време сум член на салонот за убавина Силуете и верувајте, прекрасно е чувството да се биде член на тој салон, затоа што се сите професионалци, знаат да си ја вршат својата работа и нормално секогаш кога ќе се побара совет од нив да се даде и оној правилниот совет и да ти помогнат буквално во се што ти е потребно. Така да многу ми е драго што јас еве колку што можам го користам своето слободно време да го посетам салонот за убавина Силуете и сум многу задоволна. Така да еве еден голем поздрав до сите вработени таму и им посакувам многу години и успешна кариера како до сега. Јас сум од дел од тимот на Силуете веќе 6 години и е навистина прекрасно. Силуете е исполнето со позитивна енергија, секоја се грижи за клиентите и навистина треба да видите да го почувствувате тоа. Веќе сум член 3 години во салонот Силуета, каде што активно тренирам и навистина би сакала да ги пофалам заради сета позитивна енергија која што ја даваат и вработените персоналот и заради тоа што го побија она што луѓето велат нели дека толку многу жени на едно место не можат заедно да функционираат. Меѓутоа, тимот на Силуете како салон и теретаната, во глобала тие го порекоа сето тоа и толку многу жени навистина можат да функционираат заедно и со цела позитивна енергија да се стремат да го остварат она кон што тргнале. Фитнес инструкторот Христина Марковска за секоја девојка подготви мал подарок, односно мотивациона порака и награда, бидејќи како што вели мотивацијата е потребна секој ден, секој миг, секаде во секое поле на животот, а не само на тренинг. Sometimes
збор, значи конкретно за некаков подарок, туку тоа е мотивација, се потрудиш секоја девојка да добие различна мотивација, затоа што мотивацијата не трае вечно, ти е потреба секој ден, така да секоја девојка, чувајќи си го календарчето во новчаникот, ќе има секојдневна мотивација, а исто така се потруди и секоја да добие малку мотивација од нашиот салон. И собственичката на Силуете Битола Елена Стевановска со посебна честитка и благодарност до сите своји клиенти за довербата која ја искажуваат веќе 7 години. Таа вели дека битолчанки секогаш важеле за едни од најубавите жени, но потенцира дека таа убавина не им е само од Бога дадена, туку умеа да ја зачуваат. Силуете не е само место за вежбање или за правење третмани или било што, тука има и доста дружење. Имаме дружење како и вечерва еве надвор со нашите клиенти. Им нудиме многу иновативни работи за и нив да му биде интересно како и нас. Пред се сакам да се заблагодарам на сите наши клиенти кои вечерва се вистина во голем број овде и сака да го поделат целото дружење како што беше изминатата година овде со нас, да им посакам многу здравје и успеси во наредната 2017 година, а ние и понатаму ќе се трудиме да направиме се што е најдобро, да донесеме многу иновативни нови работи и да бидеме најдобри како и досега. Пред новогодишното дружење на тимот на Силуете беше збогатено и с изненадување за нивната собственичка. Газдарица, учителка, мајка, беше ови 8 години за нас. Веруваме во тебе, верувај и ти во нашата професионалност и вештина. Постоиме за тебе од тимот на Випистар. I swear it's the truth, and I owe it to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it to you. I've been waiting for so long, finally found someone to stay with me. So the writing on the wall, let me have this magical, and I see. Now with passion in your eyes, there's no way we could disguise the secret. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the unseen. Just remember, I can't get enough of. So I tell you something, this could be love, because I am the time of my life. No, I never felt this way before. Yes, I swear it's the truth, and I owe it all to you. With my body and soul, I want you more than you ever know. So we'll just let it go, don't be afraid to lose control. Yes, I know it's on your mind when you say, stay with me tonight. Just remember, you're the one thing. I can't get enough of. So I tell you something. This could be love, because
true, and only unto you. She's taking a smile, making like the reason. Тука, почитувани, е крајот на денешното издание на емисијата Магазина Телевизија Мега. Мене ми останува само да ви се заблагодарам за вниманието со кое што не следевте, се разбира да ве поканам и понатаму да останете на оваа фреквенција. Со нови информации се гледаме повторно утре на истото место во истото време. Довидување.